Мокринските извори се наоѓаат во подножјето на планината Беласица, на надморска височина од 330 метри поточно во селото Мокрино, општина Ново село. До денешен ден се пренесува легендата дека селото Мокрино името го добило по своето мокро поле и по мочурливите места во својот атар, па така, кога другите жители се преселиле на тоа место, започнале селото да го викаат Мокрино. На изворите кои што се наоѓаат таму, секоја година на 2 август се собираат жителите на Мокрино и сите околни села. Доаѓаат луѓе и од цела Македонија, бидејќи се дава курбан во чест на водата. Мощно е интересен спојот со дрвјата, столетните стебла на чинарите, од чии корења извира водата. Од корењата на трите јавори истекуваат 40 литри вода во секунда. Извор од најубавите извори под подножјето на Беласица, Мокрински извори, едно место што стварно атрактивно место и за туристи и за се. Тие јаки јавори, не знаеме, ние нашите предци кажувале, значи можда 200 години се стари јаворите. Водата е изварена, водата ако не направиме курбан на 2 август, 74 година ни пристана. Дојдеме тука на чинеме курбанче, тука ние мајсторе беме 74 години да си даре. И водата па дојде и така да мора 2 август да се прави курбан на водата. Знаеме, водата се тече под коренто на јавор и никош не е пристанала, водата се тече, нормално се најнормално. Никош не се смрзнува, ни лете, ни зиме, и која е 20 под 0, водата се иста. За таа година да урбанизира од Могрено до тука да донесеме струја, до Мокринските извори. И мислам дека това ќе биде уште подобро. Дел ќе успееме со градоначалникот да го това санираме. Поради убавината на изворите и на севкупната природа во овој дел, со залагање на општина Ново село, извршено е туристичко уредување на локалитетот. Со тоа значително е зголемен бројот на посетители, а целата општина стана препознатлива по туристичките атракции во подножјето на Беласица. Посебно со изградбата на новиот пат до Смолари, бројката на туристи на ово место постојано се зголемува. Едно место што е меѓу најатрактивните тука, тоа прибидејќи близо до патот меѓу Смолари и Мокрно, и сега нов пат што фино го направија, благодарејќи на градоначалникот од Ново село Баже. И тука е толку феноменално што многу за време викендот многу народ доаѓа. И се поминува така времето, интересно ме тука прибидејќи тоа е ептен на природен начин. Викендички има направено за да се направат некои скара, па и редовно, да кажеме и преку неделата идат, посебно викендот има многу и има од цела Македонија. Плюс има од бугарски коли, гледам од сегде има и доста мислам идат туристи. Посебно од ланската година, кога се пушти патот Мокрно Смоларе, многу повеќе почнаа да идат. И така да доста е посетено. И кој не е бил, мислам, од цела Македонија, може слободно да дојде да види, да посети, да види дека е добро. Селото Мокрино денес има околу 700 жители. Таму е развиено земјоделството, најмногу се одгледуваат градинарски култури, но во последно време замав многу зема и туризмот. Поголема формација да се најаве дека постојат и Мокринските извори. Како Смоларските воздупади, Мокринските извори. Јас гледам автобузи, ка чистам тука, ка одржавам изворто, гледам автобузи, холанџање одат, изгледа не знаат за Мокринските извори. Нуди многу добра природа, многу добра вода за пиење и некој ако е жеден има и тука нешто да се напие, да си касне, да си јапне и тоа. Може слободно да си прават скаричка, да си пијат. Ако не им достига нешто, јас можам да им набавам и тоа. Освен Мокринските извори, Смоларските и Колешинските водопади се исто така голема атракција во овој крај од Македонија. А со многуте програми кои општината ги спроведува токму во овој дел, тие стануваат комплетно достапни за љубителите на природата, но и за развојот на руралниот туризам.